Благодарам, господине Джафери, господине министер, почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите. Пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија ја поднесоа оваа интерпелација за работењето за министерот за внатрешни работи господинот Оливер Спасовски, бидејќи сметаме дека е крајно време овој министер да ја напушти функцијата за која што многу пати досега докажа дека нема капацитет да ја води. Министерот Оливер Спасовски безброј пати досега потврли со своето несовесно и нестручно работење како министер за внатрешни работи. Министерството за внатрешни работи е институција која што е еден од главните столбови на нашето општество, односно е клучно кога се работи за безбедноста и сигурноста на граѓаните и нивните интереси. Наместо тоа, досегашното работење на ова министерство, на чело со господинот Оливер Спасовски, е пример за неодговорност, нестручност и класична партизација на целокупното министерство. За само 2 години, откако Оливер Спасовски е министер за внатрешни работи, ова министерство се соочува со бројни скандали, афери, недоверба од страна на граѓаните. Луксузирање со парите на граѓаните, сумнителни тендери, политички хајки кон неистомисленици од власта, неразчистени убиства, незаконски и партиски вработувања, скандалозни апсења, злоупотреби на државниот имот, како и злоупотреба на службената положба за потребите на СДСМ и Зоран Заев. Да почнеме од почеток. Непотребните трошоци и луксузирањето беше една од главните аргументи на СДСМ додека беше во опозиција против претходната власт. Уште во првиот момент настапувањето на Оливер Спасовски на функцијата министер за внатрешни работи, бевме сведоци за прочуената фотелја од телешка кожа која што беше нарачена од министер. Покрај неговата беа потрошени 150.000 евра за набавка на мебел за министерството, во кој уште 50 фотели од природна телешка кожа беа набавени. Доказ дека кампањата за непродуктивни трошења на министерството беше само мачкање на очи на граѓаните за да дојдат на власт. Исто така, овие денови гледаме од медиумите дека Оливер Спасовски се вози ни помалку ни повеќе со джип BMW 7, кој што достигна цена и до 150.000 евра. Луксузирањето и расфрлањето со народните пари не може, а да не биде во тесна корелација со корупцијата. Оливер Спасовски со своето работење, односно министерството, стана синоним за корупција. Например, по примерот на својот лидер Зоран Заев, односно по она познатото 1 евро за црквата, 1 евро за вицето, Спасовски реализираше сомнителна криминална милионска набавка на 40 возила за потребите на МВР. Оливер Спасовски без тендер додели 1 милион евра на фирма од неговото Куманово, која што е партиски донатор на СДСМ. Ке повторам, не 1000, не 2000 евра, туку 1 милион евра за набавка на возила без тендер. Исто така, Спасовски му додели монополски бизнис од 6 милиони евра на 26 годишно момче за доделување лиценци за вршење на испити на возачки дозволи во подрачјето на град Скопје. За скандалот да биде уште поголем, фирмата која што го доби овој повеќе милионски тендер, во моментот на добивањето беше стара само 7 дена. Освен злоупотребата на службената должност, Оливер Спасовски без ниту трошка одговорност врши класична злоупотреба на службениот имот, односно на службените возила на МВР, за приватни потреби на неговите партиски послушници во рамките на министерството. Бевме сведоци на злоупотребата на службени возила на МВР од страна на началници, директори и други партиски функционери на Спасовски за приватни ручеци и екскурзии. Со еден збор, Оливер Спасовски, Министерството за внатрешни работи го претвори во туристичка агенција за партиски активисти и функционери на СДСМ. Почитувани, иако една од главните обврски на Министерството за внатрешни работи е заштита и сигурноста на граѓаните, сведоци сме на неразјаснети убиства, мистериозни исчезнувања на граѓани, одмазда и реваншизам кон неистомисленици.
Уште колку човечки животи треба да згаснат за господинот Оливер Спасовски да свати дека е неспособен да го води министерството. Уште колку крвави пресметки треба да се случат за Оливер Спасовски и СДСМ да престанат да ги штитат криминалните банди кои дивеат низ Скопје и државата. Уште колку луѓе треба да исчезнат за Оливер Спасовски да се зафати со овој сериозен проблем кој што е секојдневна тема и имаме само нови случаи на исчезнати лица, а Министерството единствено што прави е само бледи изјави за некакви компарации од претходните години. Господине Спасовски, роднините на овие исчезнати лица бараат одговори и конкретни резултати за овие случаи, а не вашите компарации. Скопје полека, но сигурно станува еден од најнебезбедните градови во Европа, благодарение на Оливер Спасовски и неговите пријатели. Секојдневно се соочуваме со убиства на млади луѓе, грабежи, опожарени возила, закани, а за тоа досега никој нема одговаран. Спасовски се уште трага по убиецот на Мартин Јанучев, како и еден од тројцата обвинети за убиството на Никола Садовски Саздо. Нерасчистени се и десетиците други случаи на убиства и насилства. Полицијата е немокна. Имаме случаеви кога странски амбасади во нашата држава ги предупредуваат своите граѓани да бидат предпазливи, да не патуваат во Македонија, поради опасност од терористички напади од страна на ИСИС, додека Министерството и Оливер Спасовски не преземаат ништо да ги предупредат македонските граѓани или во најмала рака да објаснат за заканите по безбедноста и сигурноста на граѓаните во државата. Од затвор се ослободуваат осудени криминалци само заради враќање на предизборните долгови кои СДСМ ги имаше кон подземјето. Целиот апарат и сите органи на прогон се впрегнати во политички цели на СДСМ. Важно е да се напомене дека како никогаш досега се уништуваат авторитетот на полициските службеници. Сведоци сме на почести физички напади врз полициски службеници, кои исто така поминуваат неказнето, како и конструирањето на случаи од страна на Оливер Спасовски, како што беше нападот кај Мавровка, каде беше нападната полицајка бидејќи кренала автомобил со пајак. За абсурдот да биде поголем, под притисоци и уцени, истата полицајка беше принудена да изјави дека пајакот ја удрил. Локалните избори беа класичен пример за ставање во функција на целото Министерство за внатрешни работи од страна на Спасовски за потребите на кандидатите на СДСМ. За прв пат во историјата се случи физички напад и крвави инциденти врз актуелен кандидат за градоначалник. Исто така, нападнат беше и тогаш актуелниот градоначалник и лидер на политичка партија од страна на партиски активисти и послушници на СДСМ. Како и сите останати и овие случаи поминаа неказнато за сторителите. Почитувани, не можеме а да не ги спомниме и партизирањето на Министерството за внатрешни работи со нестручни и неквалификувани кадри, како и незаконско унапредување на кадрите на СДСМ. Оливер Спасовски, уште на самиот почеток на својот мандат, се зафати со разрешување на професионалците и долгогодишните и квалитетни кадри за сметка на партиски кадри, кои не исполнуваа ниту основни услови за обработување и унапредување. Наместо борба со криминалот, Спасовски се стави во функција на криминалот, па за таа цел се правеа списоци и елиминација на сите полициски службеници кои работеле на предметите против криминалците блиски до неговиот лидер Зоран Заев. Први на удар се најдоа началниците и инспекторите за организиран криминал, кои ги реализираа акциите за разоткривање и преведување на криминалната клика во СДСМ. Освен командниот кадар, во полициските структури се правеа смени и во единицата Алфи, но и во специјалните единици на Министерството за внатрешни работи. Оливер Спасовски подели околу 1000 решенија за смена и назначување на полициски службеници во сите сектори на Министерството за внатрешни работи. При тоа, не почитувајќи го законот за полиција и принципот на кариерно напредување, со што
голем број на партиски војници во МВР скокаат и по неколку чинови и се поставуваат за началници, командери и главни инспектори на оделенија и сектори во Министерството за внатрешни работи. Неспособност, неснаодливоста на Оливер Спасовски ја чувствуваат и припадниците на специјалните единици во Министерството за внатрешни работи. Специјалците се соочуваат со очени услови за живот и работа. За пример, доручекот кој што го добиваат полициските специјалци од единицата за брзо распоредување е крајно подценувачки и недостоинствен. Тоа е составено од суфлеб, мармалад и путер. Потенцирам, најелитните специјални единици во Република Македонија се хранат со леб, мармалад и путер. Ниту една друга специјална единица во светот не се храни на овој начин. На луѓето кои што 24/7 треба да се грижат за безбедноста на нашата држава, им се сервира сиромашна и нискокалорична храна. Исто така, припадниците на тигрите со подпис на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски под казна беа распоредени во единицата за службени кучиња. Причината за ова е нивниот оправдан револт поради политичкиот пазар на релација СДСМ-ДУИ на сметка на единицата во која по коалицијски клуч треба да дојде нов заменик командант предложен од коалициониот партнер. Почитувани, како една од најзначајните причини за оваа интерпелација секако е непревземената одговорност од страна на Оливер Спасовски за скандалот со снимањето и оценувањето на јавните обвинители и судии. СДСМ и Оливер Спасовски треба на јавноста да ја одговорат кој, како и зошто прислушувал. Зошто 2 години службите ја криеле оваа информација и дали одговорот за причините лежи во фактот што Заев однапред ги знаеше и ги најавуваше сите обвиненија, притвори и пресуди. МВР во времето на Оливер Спасовски ја заборави основната функција дека е орган на безбедност, а не орган на терор и страф. Спектакуларните и незаконските апсења на политички неистомисленици стана секојдневние, а Министерството се користи за ослабнување на политичките опоненти со апсење на нивни високи функционери од раководството. Македонија стана земја каде владее хаос и неправда. Безбедноста на граѓаните е загрозена, а секојдневно сме сведоци на мафијашки престрелки, насилни инциденти и рекет. Неспособното раководство на МВР и највисоките функционери на СДСМ во владата се во коалиција со криминалот. Лекари, актери, архитекти и видни обштествени дејци се дел од политичкиот прогон кој што го врши Оливер Спасовски врз недолжни луѓе, чиј единствен греф е што имаат спротивни политички убедувања од Зоран Заев и партијата на власт. Притворените се соочуваат со кршење на нивните права во скоро сите фази од постапката. Притворот е користен како средство за тортура врз политички неподобните. Притворот е замена за политички посакуваната казна. Кога се во прашање функционерите на СДСМ, деновиве веднаш помислуваме на непотизам. Вработување на членови од потесните фамилии стана заштитен знак од оваа власт. Овој така наречен тренд на оваа влада не го заобиколи ниту министерот Оливер Спасовски, кој што неодамна на местото началник на регионален центар Север во рамките на граничната полиција го поставил својот близок роднина. Кога го споменавме прислушкувањето на јавните обвинители и судиите, за кое што Спасовски се уште молчи и не презема ништо, Оливер Спасовски на најдрзок начин призна дека се прислушкува целиот врв на ВМРО-ДПМН. Исто така, Спасовски беше режисер на досега невидена политичка хајка против ВМРО-ДПМН, во која на најтеатрален начин зградата на ВМРО-ДПМН беше под полициска обсада и членови на ВМРО-ДПМН беа претресувани и малтретирани на излезот од паркингот на седиштето на ВМРО-ДПМН. Театарот што се случуваше беше хајка и јавен линч на сите оние кои што не мислат како Зоран Заев и Оливер Спасовски. Полицијата упаѓаше во домовите на 15-тина активисти и отворени поддржувачи на
ВМРО ДПМН. Во случајот не се работеше за поранешни или актуелни функционери, туку обични, лојални членови на партијата, кои отворено застанале против црното владење на Заев и Спасовски. Почитувани, ова е само дел од аргументите кои што се причина за денешната интерпелација на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Не можеме да си дозволиме функцијата министер за внатрешни работи да ја раководи неодговорна и несериозна личност како господинот Оливер Спасовски. Ова министерство, наместо да биде чувар на сигурноста и безбедноста, благодарение на Оливер Спасовски денеска олицетворение на сојузник на криминалот и инструментите за казнување на политички неистомисленици. На овој хаос мора да се стави крај и министерот Оливер Спасовски да ја напушти оваа функција, со што би се дошол кадарен, способен и одговорен човек кој што успешно ќе се справува со предизвиците и ќе биде министер за граѓаните, а не министер за потребите на СДСМ. Министерството за внатрешни работи треба да биде чувар на уставот и законите и да работи на нивното непречено спроведување и почитување, а не да биде пример за нивно кршење, непочитување и создавање хаос во општеството. Ги повикуваме и пратениците од парламентарното мнозинство да ја поддржат оваа интерпелација, со што би придонеле во иднина да не се повтараат кадри како Оливер Спасовски да бидат начело на вакви битни функции. Да ставиме крај на министрите кои наместо да работат за интересите на граѓаните, единствено што се грижате за партиските интереси и партиите на власт. Мораме да ја смениме сликата на нашата држава која што благодарение на СДСМ денес се третира како оаза на криминалот и корупцијата. А тоа можеме да започнеме уште денес, затоа што сите заедно ќе дадеме поддршка за оваа интерпелација. Ви благодарам.